Здраво на сите, јас сум Джейлан Велију, а денес во Гласни идеи ќе разговараме со другарот Руфат Јашари. Здраво, Руфат. Многу ми е да бидеш дел од нашата емисија. Здраво и од мене, ви благодарам за поканата, заради укажаната чест и задоволство и заради за мене особено ретката можност и платформа за да ги искажам своите поинакви ставови и размислувања. Ти благодарам. Темата на која што денес ќе дискутираме со другарот Руфат е ромската социјалистичка свест и припадност кон класната борба, некогаш и денес. Па првото прашање кое што ќе го поставам е да не кажеш нешто за идеолошко-политичката свест помеѓу ромите. Сметам дека се уште е прерано, но се разбира никако предоцна да се дискутира, да се разговара, да се говори околу идеолошко-политичката свест и култура на ромите. Не само на поднебјево тука во Македонија, туку и пошироко, затоа што истата нема некој долг континуитет и како резултат на известни турбуленции, инфлуенции од разновиден карактер низ историјата, денес помеѓу ромите владе една генерална конфузија, така што идеолошко-политичкото дефинирање на ромите како етничка заедница би било прекомплицирано и претешко да се прецизира. Јас мислам дека е погубно што млади роми, интелектуалци, цитираат политички хипокрити, злосторници од калибарот на, не знам, Черчил, типот на Реган, Тачер и така натаму, како главна политичка мотивација, при тоа истите ги карактеризираат либерални, опортунистички специфики, но сепак се дрзнуваат да ословуваат други индивидуи како либерали, што е сосема апсурдно, што и впрочем говори за идеолошките познавања на младите роми, да не речам за игнорантноста, но сепак свесно и одговорно си седел за право. И впрочем ситуацијата е уште поалармантна, значи не се работи за арогантни провокации или пак неосновани инсинуации од моја страна, но мене уште повеќе ме загрижува фактот што високо едуцирани роми погрешно го толкуваат дури етимолошко-историскиот бекграунд на ромите како етникум, идентитетот, културата и така натаму, што се однесува до левичарството помеѓу младите роми, на моја радост се помрна од нулата во последно време и ја користам приликава за да им сугерирам и на останатите млади сонародници да проанализираат марксистичка, социјалистичка литература за и самите да сватат кон која идеологија ние ромите како етникум тежнееме, идеологија која што како ранливи, вулнерабилни ќе не протежира, политички систем кој што ќе не води кон автентичен и еднаков развој, прогрес, или пак лимитирана привидна демократија со опресивни фашистоидни елементи. Добро. Кажи ни нешто за состојбата на ромите пред и по падот на социјализмот. Дали во рамките на СФРЈ состојбата на ромите беше поразлична од денешната состојба? Ќе се обидам да дадам еден кус компактен хронолошко-историски осврт на позитивните и негативните искуства на ромите во социјализмот. Една од првите аверзии и конфронтации на ромите со комунизмот, со болшевизмот, се создава непосредно при текот и при финишот на, односно по финишот на Октомвриската револуција, именно револтирани од конфискацијата на нивните коњи, на нивните поседи кои што ги стекнале во ерата на царска Русија, со кои што имале историјатна една соработка, имено работеле за нив, за Белата гарда, и револтирани од конфискацијата на нивните коњи, кои што биле користени за потребите на ново формираната Црвена армија, дел од ромите се инволвираат во редовите на белогардејците. Известно време потоа ромите биле подзаборавени од страна на властите, затоа што предпоставувам во тој даден тајминг конституирањето на Советскиот сојуз било поприоритетно од ромите. Но интересно е што подоцна Сталин пројавил интерес и покажал толеранција
во однос на ромите, за разлика од третманот врз, не знам, монголските народи, кавказските народи, да речеме како пример, затоа што најверојатно бил свесен за специфичноста на овој народ, па неговите пропагандни бироа изготвиле памфлети, брошури, кои што биле печатени на локалните дијалекти, јазици ромски, кои што се говорили, се говорат во Русија, но суеверните роми биле резистентни на марксистичките идеи. Имено во истите биле наведени цитати од типот дека не знам, дека религијата представува опиум за народот и така натаму, но тие таквите идеи ги одбиле, така што ромите спротивно од нивната волја доживуваат еден вид на подем, еден вид на позитивна, сукцесивна преобразба. Биле создадени нови генерации на роми, лекари, пилоти, врвни снайперисти, тенкисти, индустријски работници, технички работници, просветни работници и така натаму. Но меѓутоа со периодот на десталинизацијата, во периодот кога Хрушчов доаѓа на власт во 50-тите, тој давајќи им свесно или несвесно еден вид на духовна либерализација на ромите, ги маргинализира како, да кажем, музичари или ентертејмент шут, и тие одеднаш се наоѓаат на маргините на општеството и на самите маргини на општеството остануваат се до финишот на 80-тите години, кога ситуацијата уште повеќе се влошува, во Украина особено, особено по 94-та година, кога доаѓа до потполна ресурекција на тој украински, повстанически, усташки, упанаци сентимент, така што ромите стануваат еден вид на отворен таргет на терор, без протекција, на овој пат без протекција на советската милиција и тајните служби кои што дотогаш ги држеле нацистите под контрола. За ситуацијата на ромите на Балканот, во ерата на Живков, Чаушеско не би дискутирал многу. Впрочем, познато е дека во Романија, Унгарија, Чехословачка се одвивала долговековна пракса на асимилација, репресија за систематската сегрегација во однос на ромите во социјализмот. Сведочат бруталистичките населби, Ферентари во Букурешт, Луњик во Кошици и така натаму како пример. И како единствени позитивности би можеле да се издвојат таа каква таква социјална грижа, која што уживале од социјалистичките апарати, но и протекцијата од расистички напади, неоснованата полициска бруталност, додека конкретно на што се однесува до придобивките на ромската народност од социјализмот со југословенски карактеристики би можеле да подготвиме еден цел серијал. Рекогницијата која што денес ромите уживаат глобално, сметам дека се должи на слухот на тогашните југословенски власти и особено на напорите иницирани од страна на кадрите во Социјалистичка Република Македонија, поради што и го валоризирам и глорифицирам југо моделот како најповолен за ромите. И веќе сметам дека со распуштањето на, да кажеме, Савез комуниста Југославија или финалната дезинтеграција на СФРJ по 1991 година, или поточно по самата смрт на Тито, ромите на Балканот остануваат и без единствената татковина која што паметат дека некогаш ја имале. Добро, ти благодарам. Баш убав, интересен одговор. Јас, како водител на оваа емисија, научив некои нови работи во однос на ромите. Сега сакам само да го подцртаме делот. Јас те сватив дека добар третман ромите во СССР добиле во времето на Сталин, така? Да, за големо чудо и на мое големо изненадување. Тоа е точно. Секако процесот бил тежок, но Сталин бил упорен човек
ги превоспитал, но во позитивна смисла се разбира. Не дека биле измачувани или нешто, но ги направил да бидат чинители на самиот систем, значи не да маргинализирани ги инволвира, да. И денес. Да ги етаблирал во самото општество. Јас споменав некои така повоени струки, да кажам професии, но во тој период тие биле популарни. А тоа е било потребно во тој период. Да. Татковинската војна и така натаму. Сега да се вратиме малку на денешницата, да ни кажеш нешто за ромските студенти и политичките субјекти, особено за во Македонија претежно. Да. Тоа прашањето. Најпросто кажано, мислам дека најсоодветно би било да се разбие секаков линк, секаква конекција помеѓу ромското студентство и игнорантните сервилни ромски политички субјекти, доколку навистина би сакале евидентна и темелна промена на нештата, а жртвувањето за истата би било енормно, нова генерација на ромска интелигенција која што ќе се води според општонародни колективни принципи, а не според потрага или по личен бенефит или публицитет. Роми студенти кои што нема на собствениот академски статус да гледаат како на почесен чин или пак привилегија, туку како на загарантирано право, ќе тежнеат кон тотално бесплатно образование, ќе бидат свесни за класната борба, експлоатацијата, уметувањето на ромската популација. Роми студенти кои што ќе сватат дека вокациите, вокабуларот, излагањата, фоткањата и, не знам, чочеците по семинарите низ Европа се неважни, непродуктивни, се додека свесно или несвесно ромските студенти се однесуваат како народни непријатели. Роми студенти кои што автентично ќе се консолидираат и идентификуваат со најзагрозените сонародници, но и останатите народи, ќе ја преиспитуваат формата на помош која што им се нуди. Роми студенти кои што ќе се борат против секоја форма на опресија, а не да соработуваат со истиот опресор. Добро, Руфат, што ти мислиш за невладиниот сектор, кој што има проекти, нели, за кои што се однесуваат на ромската заедница? Еве јас, на пример, сум волонтирала во Центар за ран развој на ромски деца. Таму ги едуцират децата, нивните родители како треба да се вклопат во овој модерен, да речам, начин на живот, но мислам дека не резултира тоа добро, односно не го постигнува посакуваниот ефект. Са ти што мислиш за невладен сектор? Да, се согласувам, примери се разбира има безброј, сепак се работи за речи се и 3-деценијски криминал. Се разбира секоја чест на исклучоците кои, еве, например, ја вршат дејноста која што социјалните служби би требало да ја реализираат и така натаму. Но во интерес на времето и форматот решив да се задржам, само еве, така ми падна на памет, само на проектите околу геноцидот врз ромите за време на Втората светска војна, теми во иста корелација. По последниве неколку години, користејќи ја како основа сензитивнава тематика, биле генерирани илјадници евра, франци, марки и други девизни платежни средства, проекти кои што биле подготвени и реализирани од страна на индивидуи кои што, не знам, воде една лицемерна битка за рекогниција на геноцидот врз ромите, и при тоа за да на крај, истражувајќи од Википедија, уште од други 2-3 брошури, ништо не меморирале, па подоцна наведува, агитира, плаќа луѓе од најзагрозениот етникум, од најугнетената заедница, да потпишуваат за пристапување кон фашистички сојузи на 21. век. Јас сметам дека како виктимизиран етникум низ минатото и денес, ромите би требало да бидат свесни околу какви иницијативи гравитираат, за кого обработуваат, какви би биле консеквенците од истите. Мислам, разбирлива е причината за нивниот ангажман, но сметам дека платениот активизам
платената дејност на невладините организации, а особено платениот активизам, му наштетува на ромскиот етникум 10-кратно повеќе од било која гестапо или не знам усташка домобранска единица во минатото. Патем, кога го спомнав тоа, уште повеќе ми е погубен и фактот што роми партиципирале во самото хрватско домовинско ратиште, рамо до рамо со оние кои што ја глорифицирале креацијата како што била Јасеновац. И тоа всушност говори многу за конфузноста, не знам, дејноста на сите овие профитери, не знам како би ги окарактеризирал другачи. Добро. Друго прашање ми е проблемите околу дискриминацијата. Знаеме дека, особено во Македонија, најверојатно и во целиот свет, ромите се еден од најдискриминираните народи, а можеби и најдискриминиран народ. Па би сакало да не кажеш нешто во однос на дискриминацијата, сегрегацијата и решавањето на истото. Че како би се решила дискриминацијата? Како што впрочем и ти напомена во самото интро, значи на темава дискриминација не би пристапил класично, лимитирајќи се само на ромската народност. Сметам дека само виктимизацијата исто денес се користи како средство за генерирање на парични средства, но истовремено и тоа како сум свесен за истата, детектирајќи ја секојдневно. Иако во поголем процент сметам дека сепак сите во општество од овој тип како што живееме сме дискриминиран миноритет во однос на новосоздадените капиталисти. Над 90% од нас не се само, не знам, социјално дискриминирани, туку и социјално ликвидирани. Сметам дека ние работниците треба интернационално да се солидаризираме, да не се криеме позади етничката припадност, затоа што форсирајќи го, не знам, тој принцип на различност или мултикултурализам, како и да се дефинира, мислам дека се повеќе се отуѓуваме, а би требало спротивно да тежнееме кон еднаквост, кон автентична еднаквост. Исто така и не ми се допаѓа и не го почитувам баш принципот на позитивна дискриминација, затоа што особено помеѓу ромите, кога веќе главна точка, мислам, говориме околу ромите, се злоупотребува за регрутација на послушни конформисти и полтрони. Сметам дека најсоодветна солуција за решавање на ромското прашање, темелно, е промена на општествениот систем. Често пати се спроведуваат некакви реформи во образованието, во здравството и така натаму, но истите не резултираат со некаков ефект или пак со некаков резултат. Сметам дека на ромите им е потребно бесплатно здравство, бесплатна едукација, планска економија. Добро, Рупат, ти благодарам за многу информативниот разговор, ке го наречам, бидејќи јас научив многу работи за ромската заедница, особено во времето на СССР и во СФРЈ. Па се надевам дека во следна емисија ќе разговараме на таа тема ромското прашање во Југославија. Ви благодарам уште еднаш за поканата, искрено ми се допадна амбиентот, концептот, се чувствував како да сум, не знам, во некој емитување на Радио Ребелде и искрено би сакал да говорам на тематиката која што ја наведе. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.